Здраво на сите, тука е Даниел и добре дојавте во седмото видео на овие Devotionals од Евангелието на апостол Јован. И денеска стигнавме до 4-та глава и ќе читаме за една случка каде што Исус се наоѓа во една контроверзна ситуација, крши два религиозни стереотипи и се со цел да ја промени душата и да промени насоката на вечноста на една жена, а потоа преку неја за да промени насоката на вечноста на едно цело село. И верувам дека преку таа порака може да промени насоката на вечноста на твојот живот, на вашиот живот. И споделете го оваа видео, бидејќи може да промени насоката на животот на вашите пријатели. И ве благодарам на сите што ги споделуваат овие видеа, ми значи премногу, далеку повеќе од тоа што јас очекував. И тоа е еден начин каде што можеме заедно да го расшириме Евангелието до нашите пријатели во овој онлайн свет, во овој свет на лоши вести и во овој свет на депресивни вести, едноставно да споделиме живот со другите луѓе. Благодарам на сите што ми пишувате пораки, што ме охрабрувате да продолжам да ги правам овие видеа, ми значи многу. Доколку имате молитвени потреби, пишете во коментар, пишете ми лично на мене во порака. Имаме луѓе кои што може да се помолат за вас. И пред да продолжиме, пред да се фрлиме на овие стихови, сакам јас сега да се помолам за вас. Ти благодарам, Исусе Христе, за секој еден кој што се вклучува на ова видео и не си ги донал тука случајно, Господи, имаш порака која што сакаш да ја споделиш со нив. Те молам, зборувај преку мене, искористи ме максимално, Господи, на Тебе се надевам дека Ти ќе зборуваш преку мене денеска, дека Твојот збор ќе биде како меч со две острици, ќе пресече во нечие срце, во нечие душа и ќе ја промени вечноста на тој живот за секогаш. И те молам, искористи ги овие видеа да ги променат животите на луѓето кои што ги гледаат овие видеа. И те молам, Ти благослови ги луѓето кои што се денеска вклучени овдека и кои што ќе се вклучат понатаму гледајќи ги овие видеа. Благослови ги нивните фамилии, низ предизвиците низ кои што се наоѓаат. И Ти благослови ги, Господи, со Твојата љубов, прегрни ги со Твоите божествени крилја, Господи, со Твојата божествена преградка. И исполни ги со Твоето присуство и промени ги, Господи, за секогаш и донеси ги во Твоето царство, донеси ги во Твоето присуство. И ова го молам во името на Исус Христос. Амин. Како што кажав, денеска ќе се фрлиме на читање на Евангелието според апостол Јован, 4-та глава, од првиот некаде до 42-иот стих, со тоа што ќе прескокнеме некои 7-8 стих измеѓу, за да се задржиме на контекстот на една случка во која што Исус се наоѓа. И вели вака, кога разбра Исус дека фарисеите чуле дека тој придобива повеќе ученици отколку Јован и крштеваше, макар што самиот Исус не крштеваше, туку учениците негови, ја напушти Јудеја и отиде пак во Галилеја. И вели во 4 стих, требаше да мине преку Самарија. Тоа е Божиот план, запишен уште векови пред да се случи овоа. Запишен уште пред да биде роден Исус како бебе пред 2000 години. Тој требаше да мине преку Самарија во тој период со цел да промени вечноста на една жена, а потоа и на едно цело село. Вели, така дојде во самаријанскиот град наречен Сихар, близу до земјиштето што му го даде Јаков на својот син Јосиф. Таму беше изворот на Јаков. Исус пак изморен од патот седна покрај изворот, а беше околу 6-тиот час. Дојде една жена од Самарија за да полни вода. Исус ја рече: "Дај ми да пијам." И тука можеме да видиме како Исус крши два стереотипи. Првен зборува со жена во јавност, што во тоа време е една од поконтроверзните и неприфатливи работи што може еден маж во тоа време да ги направи. Втората работа, вториот стереотип што го крши Исус е тоа дека збори со жена од другиот народ, од самаријанскиот народ, од Самарија. Јудејците и самаријаните во тоа време не се сакале, имало етничка тензија помеѓу нив. И едноставно не комуницирали, имало омраза владеело помеѓу нив. Но Исус ги крши тие два стереотипи со која цел? Со цел да ја спаси душата на таа жена, да промени насоката и да ја донесе во неговото царство, во вечното Божјо присуство. И вели во 8 стих, а учениците негови беа отишле во градот да купат храна. Жената самаријанка му рече: "Како ти јудеец бараш од мене жена, самаријанка, да пиеш? Зашто јудејците со самаријаните не се мешаат?" Таа му го вели тоа него. Исус ја одговори и рече: "Кога би го знаела дарот Божи и кој е овој што ти вели дај ми да пијам, ти самата би побарала од него и тој би ти дал жива вода." Исус веднаш се префрла на пораката на спасението, не чека да сподели таа порака на вечен живот, таа порака на жива вода. Претходното видео зборевме за Исус како разговара со Никодим и му збореше во
една ситуација дека треба да биде наново роден. Тука Исус избори на жената дека треба да пие од живата вода и дека таа е водата која што може да ја задоволи и повеќе да не жедне повеќе во овој свет. И вели жената му рече во 11 стих: Господи, ти немаш ведро, а кладенецот е длабок, од каде пак имаш жива вода? Зар ти си поголем од нашиот татко Јаков кој ни го даде овој кладенец, овој извор? И самиот тој пиеше од него, и синовите негови и добитокот негов. Исус си одговори и рече: Секој што пие од оваа вода пак ќе ожедни, а кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, нема никогаш да ожедни. Таа во него ќе стане извор на вода што ќе тече во живот вечен. Тој збори за живата вода, тој збори за вечното спасение, тој збори за крстот. Жената му рече: Господи, дај ми таква вода за да не ожеднувам, ниту да идам овде на полнење. И тука гледаме дека веќе верата на жената почнува да расте. Веќе се заинтересирува, но тука Исус не застанува, бидејќи живата вера доаѓа, спасителната вера доаѓа кога ќе бидеме ние соочени со нашата грешна природа и ќе бидеме наново родени, односно ќе се покаеме од нашите гревови и ќе продолжиме во една насока на нов карактер, ќе почнеме да го следиме Исус Христос одсвртени од нашите моментални гревови. Исус вели во 16 стих: Оди, повикај го твојот маж и дојди тука. Жената одговори и му рече: Нема маж. Исус си рече: Право кажа дека нема маж, зашто 5 мина мажи си имала и овој што го имаш сега не ти е маж. Право рече. Жената му одговори: Господи, гледам дека ти си пророк. И тука гледаме дека повторно жената не сваќа кој е Исус Христос, она сваќа дека има нешто во него, но сепак го смета се уште како пророк. И вели: Нашите татковци се поклонуваа на оваа планина, а вие велите дека во Ерусалим е местото каде што треба да се поклонуваме. И Исус се рече: Жено, верувај ми дека доаѓа време кога ниту на оваа планина, ниту во Ерусалим не ќе се поклонувате на Отецот. Вие му се поклонувате на она што не го знаете, а ние се поклонуваме на она што го знаеме, зашто спасението е од јудејците. Ова го вели Исус Христос, бидејќи он самиот е јудеец и он доаѓа од јудејскиот народ, а спасението доаѓа токму преку него. Но иде време и веќе дошло кога вистинските поклоници ќе му се поклонат на Отецот во дух и вистина, зашто Отецот сака такви да бидат оние кои му се поклонуваат. Бог е дух и оние што му се поклонуваат треба да се поклонуваат во дух и вистина. Жената му рече: Знам дека ќе дојде Месија, наречен Христос. Кога ќе дојде тој, се ќе не каже. Жената гледаме дека е свесна дека треба да дојде Исус Христос, дека треба да дојде Месијата. И во 26 стих Исус и вика: Јас сум тој кој што зборува со тебе. И тогаш дојде учениците негови, се зачудија дека говореше со жена, но ние да не му рече што сакаш и зошто зборува со неа. А жената ја остави стомната, својата стомна каде што полнеше вода од изворот, и отиде в град и им рече на луѓето: Дојдете, видете го човекот кој ми кажа се што сум направила, да не е тој Христос. Тогаш ти излега од градот и тргнаа кон него. И продолжуваме понатаму во 39 стих. Вели: И мнозина самарјани од оној град поверуваат во него поради зборовите на жената која сведочеше: Ми кажа се што сум направила. Кога дојдоа пак самарјаните кај него, го замолија да остане кај нив. И таму остана 2 дена. И уште повеќе поверуваа поради словото негово. А на жената и велеа: Сега веќе не веруваме само заради твоето кажување, зашто сами чувме и знаеме дека тој е спасителот на светот, Христос. Прекрасни стихови, прекрасна случка, порака која што може да промени нечи живот. И дури во 42 стих има една порака каде што луѓето имаат лична средба со Исус Христос и веќе не ја подпираат нивната вера на тоа што другите кажале, на тоа што самарјанката кажува: Тоа е добар старт. Но сепак они продолжуваат дури го замолуваат Исус: Остани овде, ќе он останува 2 дена таму. И они сакаат да имат личен однос со него. И не ја оставајте вашата вера на тоа што јас ќе кажам само на овие видеа, или тоа што ќе каже пасторот во црквата каде што одите, или попот во црквата каде што одите, или некој си свештеник, или по тоа што бабата, дедото, мајката, таткото ќе ви каже. Не ја оставајте верата таму, имајте лична средба со Исус. Имајте лична средба со Исус, он сака да има лична средба со вас. Го замолија Исус Христос да остана 2 дена и тој остана 2 дена со нив. Им зборуваше цело време, разговараа цело време. Исус Христос денеска може да остане секој ден
со вас. Секој ден да имате лична средба и имајте лична средба, ќе да знаете сами дека тој е спасителот на светот, дека тој дојде за спасение на нашите души. Тоа може да го имате во молитва, секој ден зборувајте отворено кон него, се што ви лежи како пријател, како татко, зборувајте кон него. А како може да слушнете од него? Се што има он да ви каже е запишано тука во неговиот Божји збор. Читајте ја Библијата, одете секојдневно низ неговиот збор, започнете од Евангелието на апостол Јован, но вие Devotional заедно кидаме, продолжете во другите Евангелија, псалмите се одлични за да се запознаете повеќе со љубовта Божја. И денеска сакам да се свртеме малку на друга порака, каде да го наоѓаме ние задоволството во овој свет. И гледаме дека жената имала 4 мажи и петиот кој што е моментално со него не е ни маж. Таа го бара задоволството на друго место. Таа го бара задоволството во место каде што никогаш нема да може да исполни длабоко внатре. И Исус Христос и вели, еве ти отсврти се таму, еве ти ја живата вода, која што внатре ќе создава константно нова вода и вечно ќе бидеш задоволен, ќе исполни најдлабоките потреби кои што ги имаш. И сите ние сме создадени од ист Создател, од Јахве, Богот на Библијата. И тој чим не има создадено, ние не можеме да го живееме животот во замислената полнота без него. Секогаш ќе има празнина во нас која што може само тој да исполни. И затоа дојдете пред него, он сака да исполни таа празнина, сака да ги задоволи твоите и моите најдлабоки потреби. И не чекајте, на никој не може да гарантирано утрешниот ден, не знаеме кога ќе се соочиме со Исус Христос очи во очи. Гледаме дека тука жената се покајува, се отсвртува од тоа што го има правено, им кажува дури на сите за Исус Христос. Се го гледаме одма плодот на нејзиното спасение. Одма го шири Евангелието, добриот збор, носи луѓе да се запознаат со него, да имат личен однос со него, да имат лична средба со него. Тогаш нејзиното име е запишано во вечната книга на животот. Нејзиното име е запишано на небесата. Загарантирано е местото на небесата и денески твоето име може да биде запишано на книгата на животот. Може да биде запишано на небесата, да биде резервирано местото во Божјото присуство за секогаш. Повеќе кон Исусовото име, покај се за гревовите, длабоко отсврти се од нив. Почни да го следиш Исус, секојдневно биди во неговиот збор, разговарај со него во молитва и шири го Евангелието на други, зборувај им на другите за Исус, бидејќи тоа е еден од начините каде што може да се види плодот на спасението. Секој човек кој што е спасен не ќе да отиде во рајот сам, сака да го сподели Евангелието со други луѓе. И мене тоа ми е желбата преку овие видеа да што повеќе луѓе спознаат за Исус Христос, што повеќе луѓе спознаат за ова Евангелие, за ова прекрасна вест. Дека со верата, со таа спасителна вера, со наново раѓањето можеме да си резервираме место во вечноста. Да не се грижиме дали тоа е така или не е така. И затоа покајте се во молитва, свртете се кон Исус, следете го со своето срце и ве чека. Он тука е, умре на крстот за нашите гревови. После третиот ден воскресна. Не го направи тоа за џабе, тоа го направи за тебе. Тоа го направи за мене. За луѓе кои што се грешни на овој свет. Не го направи за совршените, не го направи за религиозните кои што не грешат никогаш. Тоа го направи за несовршени луѓе како мене и како тебе. И нека оваа порака ве носи во наредниот период. Ако ве допре оваа порака, ако може би ве промени, пишете ми, лајкнете го ова видео, споделете го ова видео, да промени нечи друг живот. И се гледаме во 8-то видео наредна недела. Поздрав, чао!